Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ. Започнуваат вести на Слободен печат. Еве што има ново. Собранието денеска ќе ја одржи 75-та седница, на чиј дневен ред е изборот на новите министри за европски прашања и животна средина. Како прва точка на дневниот ред е предлогот за разрешување на Орхан Муртазани од министерската функција во Министерството за европски прашања. За нов вице-премиер и министер за европски прашања е предложен сегашниот пратеник и поранешен министер за здравство Беким Сали. Изборот на новите членови на владата дојде по локалните избори одржани во октомври, откако Изет Меджити стапи на градоначалничката функција во општина Чаир. Уставниот суд на Македонија денеска ќе одржи 28-та и последна седница за 2025 година, на која ќе бидат разгледани 9 иницијативи за оценување на уставноста и треба да се донесат конечни одлуки за 5 предмети. Меѓу предметите од поголем јавен интерес се иницијативите со кои се оспоруваат измените на законот за платите на судиите. На дневен ред е и предметот со кој Иван Мирчевски и Александар Видиновски го оспоруваат правилникот за сообраќајни знаци од 2020 година, тврдејќи дека употребата на кратенката за државна ознака не е во согласност со меѓународните кодови МК и МКД, туку непрописно се користи НМК. На седницата е вклучен и предметот што се однесува на оценување на уставноста на член 2 од измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Судскиот совет на Република Македонија денеска ќе одржи 534-та седница на која ќе се разгледуваат прашања поврзани со престанокот на судската функција поради стекнување услови за старосна пензија, поплаки и претставки за работата на судиите и судовите, како и формирање комисии за постапки за утврдување одговорност. Ќе бидат разгледани повеќе претставки и поплаки поднесени од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите. Дилемите се разјаснети. IKEA се огласи околу информациите за проширување во Македонија. Интер IKEA Груп, глобалниот франшизер на брендот IKEA, соопшти дека во моментот не постојат конкретни планови за отворање продавници во Македонија, со што ги демантираше информациите што неодамна се појавија во медиумите за можен влез на компанијата на македонскиот пазар. Од групацијата нагласуваат дека постојано ги анализираат можностите за проширување на IKEA концептот како на постојните, така и на нови пазари, со цел да бидат поблиску до што поголем број на потрошувачи. На Тетовските булевари деновиве се поставуваат камери од системот Безбеден град. Во градот досега имаше само една камера на влезот во Тетово од Скопје. Камерите со мерачи на брзина, кои ќе снимаат прекршоци и ќе испраќаат пораки до прекршителите, веќе се поставени во Скопје и Куманово, како и по автопатите Мајка Тереза и Пријателство. Системот Безбеден град се тестира од 1 декември, а официјално ќе почне да работи и казните ќе почнат да стигнуваат од 1 февруари. Градоначалникот на општина Струга, Менди Кира, обвини дека се формирала тајна коалиција на опозицијата за да биде блокирано работењето на општината. Во неа според Кира биле коалицијата околу ДУИ, СДСМ и независната листа на Рамис Мерко. Ваквата реакција доаѓа откако вчера пропадна и третиот обид за избор на претседател на општинскиот совет поради немање кворум. Седницата ја напуштија 8 советници на коалицијата НАЙ, а тројцата од независната листа на Мерко и единствениот советник на СДСМ воопшто не се појавија. Годишен маж пријави дека во неговиот дом во Центар бил нападнат од неговите 2 сина, кои се обиделе да му го одземат мобилниот телефон. Случајот бил пријавен пред 2 дена во СВР Скопје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. А еве што има ново во светот. 2 полицајци и уште едно лице загинаа во експлозија на автомобил во Москва, соопшти рано утрово рускиот истражен комитет, кој истражува сериозни кривични дела. Властите претходно соопштија дека експлозијата се случила во близина на местото каде што оваа недела беше убиен висок руски генерал. Снимките, емитувани на руската телевизија, покажаа оградена област и десетици полициски возила. Русите срамнија со земја уште еден град. Тие го растураат појасот од тврдини.
Украинските сили се повлекоа од источниот град Сиверск по месеци тешки борби, додека Русија продолжува со своето бавно, но стабилно напредување. За земањето на Сиверск, кој има население од околу 11.000 жители пред руската инвазија, ја доближува Русија до последните поголеми градови во утврдениот појас. Соборивме авион за да можеме да разнесеме подморница, велат од безбедносната служба на Украина. Проценетата вредност на авионот е околу 24 милиони долари. Русија имала само еден авион од оваа класа во Црното море, способен да го открие украинскиот подводен дрон. На 15 декември, за прв пат во историјата, руска подморница била уништена со употреба на подводни дронови на Украина. Соединетите американски држави во Обединетите нации соопштија дека ќе спроведат максимални санкции со цел да ги ускратат финансиските и економските ресурси на венецуелскиот претседател Николас Мадуро и неговиот наркокартел, пренесува Reuters. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп изминатите месеци спроведува кампања за напади врз бродови покрај венецуелскиот брег и брегот на Пацификот во Латинска Америка, за кој постои сомневање дека се вмешани во трговија со дрога. Папата Лав 14 бара 24 часа мир на планетата. Папата Лав 14 синоќа испрати молба што одекна низ целиот свет како тивка божикна сирена. Повик за еднодневно примирие на сите фронтови. Без да наведе конкретен конфликт, тој изрази длабоко жалење што Русија се чини дека го отфрли барањето за примирие. Во Ватикан вечерва ќе ја служи својата прва божикна миса откако беше избран за папа. Доналд Трамп изјави дека САД мора да го имаат Гренланд, тврдејќи дека територијата е неопходна за националната безбедност. Претседателот на САД претходно го назначи гувернерот на Луизијана, Джеф Ландри, за специјален пратеник за овој остров, наведувајќи дека разбира колку е клучен Гренланд за нашата национална безбедност. Ни треба Гренланд за национална безбедност, а не за минерали. Ако го погледнете Гренланд по целиот брег, ќе видите руски и кинески бродови на секаде. Ни треба за национална безбедност, мора да го имаме. Гренланд е голема работа, рече американскиот лидер. Двајца мажи кои ја користеле апликацијата за запознавање Grindr за да ги намамат жртвите во нивните домови за да ги ограбат, се затворени. Мажите од 20 годишна возраст користеле софистициран метод за кражба на телефони и банкарски податоци од своите жртви низ Лондон. Станува збор за бегалци од Авганистан. Се договориле да се сретнат со жртвите, а потоа откако ќе влезат во нивниот дом, ги замолувале да пуштат музика на YouTube. На овој начин тие се осигурувале дека телефонот останува отворен. Потоа користеле разни тактики за одовлекување на вниманието, како што се барање да се истушираат, подготовка на пијалоци или прашување каде е тоалетот, за да ја натираат жртвата да ја напушти собата. Во тој момент тие го краделе уредот и се заменувале. Српскиот државјанин Никола Крндија, 57 годишен, е главен осомничен за кражбата на 6 шишиња ретко француско вино во Вирџинија, САД, чија вредност се проценува на $38,000. По грабежот тој успел да избега со лет за Виена, додека неговата соучесничка, 56 годишната британка Натали Реј, е уапсена и е во притвор. Американската полиција се сомнува дека ова дуо стои зад серија слични кражби на скапи вина низ целата земја. Инцидентот се случил на 19 ноември, доцна попладне во познатиот ресторан. Надзорни камери ја снимиле Натали Реј, представувајќи се како Стефани Джейкобс, како им пристапува на вработените со приказната дека е лична асистентка на директорот на канадска компанија и дека бара локација за организирање свечена вечера. Незин придружник, висок маж со седа коса, во дол капот бил Крндија. Откако побара да ја види винската визба, сомелиерот Кристијан Борел ги водеше низ колекцијата. Додека Реј разговарала со Борел, Крндија дискретно сокрил 6 шишиња Пино Ноар во неговиот капот, од кои само едно вреди дури $24,000.
Бакарот руши рекорди и станува новото злато на глобалните пазари. Од почетокот на јули, цената на бакарот порасна за околу 22,5%, откако председателот на САД Доналд Трамп ја отвори можноста за воведување царина од 50% за увоз на бакар. За многумина аналитичари, бакарот се повеќе почнува да наликува на новото индустријско злато. Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.